Може да се почне 12:53. Абе, можеше да се залижеш барем малце. Знаеш што е Да се опасното? посредиш. Опасното е сега што почна да ми се свига вака. Како бе? Како да сега сум најопасен. Сега значи дека сум се откажал од све. Се И што шикал мислам? Мет Деймон другите- она улога на... Не знам у која, ама имаше една ваква. Не е у Борнеов, таму е среда. Мет Деймон имаше една ваква. Нека така кажат да, филмаджиите. Може драите гледачи да почнат да се плашат, ќе им влезам со автомобил бомба негде кај да е во секој момент. Бога ми од јавни установи може да те почнат да враќаат. Поздрав до МВР, не планирам да го правам тоа, се зезав, да. Се оградувам, како Се вика. оградувам, да, Се да. оградувам од Нема и своите мене да изјави. не ме снајде некоја неволја. Опасно е во Да. медиумскиот простор. Си стоиме на тоа уште дека не се заебававме од прошли пат, стварно нешто ќе се снима. Кај да е, Прочем, ќе се снима после овој подкаст по завршувањето. Заиста. Да. И може да пристапиме према сезоната, колку има? И 7-8 према закажување фризер. Да, и према... да. 7-8 утакмици во сезоната. Како бе Лейкерс 7-2 значи тоа се 9. Добро. Некој има и 9. Да. Ајде, Лейкерс како за мене големо изненадување, на тебе ќе ти дам да почнеш. Игар си да почнеш, те гледам. Ја би Ајде. почнал со Dress of Bucks, го носам денес неочекувано 34-ка Јанис Антетокумпо. Гркот, сега да не речат овие нешто, види го овој грчки ваква промовира играч, он е можда поише македонец него што е грк. Абе ние поштуваме Пошо се што е добро, грчки пошо лубеници, реално грчки играчи, еве кошаркарски, ако маслинки, е нешто до маслинки, плажи. да. Ако е нешто добро, ние одма ќе кажеме, ние сме Ама непристрасни. сад да кажам Александар додека харал таму по истокот, можда и у Африка зацепал негде и затоа викам Јанис е наш. Поише наш него. Јанис е наш, лептокарија по нашиот трговски треба да го сменат он името. И шо е тоа, молим ти се, до 18 години никој не му давал документ, у НБА кога влезе му дадоа документи. Да. Кај нас да беше одма ќе си го земевме човекот. Тачно, Под закрила. тачно. Така да е за тоа. Цела да е. Си го поштувам Јанис, кој патем Ајде. има неверојатно достигнување и е првиот играч у историјата на NBA лигата. Ја мислев Шек дека ќе биде еден од овие со оваа статистика, што има у просек у цели сезони, оваа му е трета, со над 30 поени и 60% од поле. Значи немало до сега, Ни Вилд? ни Вилд. Да не е фуснота таму бе. Абе на NBA е брат објавено. Во 23-та, 4-та, во 24-та, 5-та, тоа е лани и оваа година Јанис има у просек преку 30 и 60% од поле. Ова е стварно неверојатно. Шек го има правено ова у плейоф, ама у регулар сезона не. Шек го проверив. Свака част. Цели сезони и никој не го збори за MVP. Добро за MVP. Абе MVP сме правеле муаве дека е на база на наратив. Веќе му дадоа, две му дадоа Па и не, ајде не му ќе дадоа, отргнем. ама Као Леброн што го тргна, зема 4, ајде више не не гледај, го збори. никој не го збори за MVP. Не се збори сега за MVP. Не можеш на 8 утакмици MVP Добро, да збориш зборам и Джош прошлата, Гиди и прошлата и или предпрошлата. Се збореше само за Јокич и за многу беа SGA, тапа. предходно да, тимскиот успех му фалеше. Маде и Јокич не дека беше многу подобар, ама И сега не почнаа лошо они. Као што како што ја мислев Како дека што ќе мислеше почнат дека ќе почнат лошо, одлични се. Одлични се. Ја не знам дали со тебе го правев муаветов, знам на Горијан му зборев у стил брат, Јанис не е битно дали екипата лоша, дали има повредени Да, играчи, дали ова она. Кај не увек Тоа го си потврдивме. поштува, искача 110% дава. Нема ко Леброн глумење, праење нешто, па криптички твитови ќе ставам, па екипата не е добра едно друго. зборевме за тоа, да. Зборевме? Да. Јас стварно се извинувам, ама Не, ама на место е уште стварно еднаш. ми е тоа, да, е, за Јанис едно 100%. нешто што си го поштува он. 110% и виде таму на со Индијана, нели они си го имаат ривалството се ongoing и Се дивеш. game winnerот и пред тоа у Milwaukee This is my city, This као is my пак city. му се враќа Да, инатото се, у најакото е. да, он вежбаше, Не се му се откажи. врати сликата на брат му која му ја скршија кичмата. И сега си ги зема сите браќа во екипа. Да.
Го пофаливме ние, кажи за омладината на Милвоки, го пофаливме. Рајан Ролинс, да. Рајан Ролинс е дечки млад играч, не е руки, трета година, мислам дека му е у NBA, ама лани дојде у Милвоки и најде дом што се вели. Од нигде. Да, се шалташе по екипи, под неколку утакмици имаше изиграно со никаква минутажа, еве го сега е стартер и гази, и дури и Дреймонд имаше у неговиот подкаст го пофали. Да. Вика пробав да го да го предизвикам, да му зборам, вика треш, да го демек се у клач, нема да можеш вака така нешто, а Дреймонд знаеме дека е најголем силеџија таму. Да. И вика овој вика мртов ладен ми се врти, знаеш дека нема додира вика тоа. И после вика шут за шут ги скина и ги победи сам без Јанис. Рајан Ролинс ги тепаше Warriors со многу јаки шутеви у клач. Да бе, стварно без Јанис ќе речеш таа е 32 поена имаше дечкот. Има Голден тие им беа два лоши порази на Голден Стейт, малце само фуснота ќе дам, изгубија две последователни без Јанис и без сите у Индијана. Да бе, Индијана немаа победа онака. Да. И ама добро, тоа за нив може ќе се навратиме после. Рајан Ролинс од 6 поена на 16 поена оваа сезона. Тоа е most improved од никаде сега за сега. Свака част. Да. Свака част. И 5-3 за Милвоки. Да, изгубија се една или две поред, како беше. Последна има пораз, мислам дека. Да. Ама јас сакам да ти го дам паркетот, просторот за Лейкерс. За Лейкерс да си кажеш. Што ти реков, не ни треба Леброн у претходната епизода, дека Лука ќе ги води, ќе се уиграат, еве го Остин Ривс и он експлодира за most improved бројки. Па не да експлодира. Братот со ПСК, со game winner, со аверидж преку 30 има моментално. Најдоброто скорерско дуо се, едниот 40, другиот 33, 73 поена имаат. Ненормални. У просек. Ненормални, white boy band. Едва чекаме да се задржи овој просек до крај на сезона. Лука го прашуваат, вика, Остин мисли дека можеш 40, вика да у просек цела сезона да цепаш. Остајте го, вика, Остин е глуп малце. Па не, мислам дека он го кажа тоа, вика ќе треба да силува, или не, некој аналитичар го кажа, ќе треба да силува, пошто утакмици кај што ете, не ти е ден или нешто ово, ќе треба да фрлаш само за да фрлаш, ќе треба да биде ко бил последните сезони. Не да не силува, фрла многу Лука сезонава, ама не би рекол дека е, ама не е тоа силување за да дае поени. Едноставно, добро, брат, играта, офанзивниот аутпут им се базира врз нив двајца. Као мора они да добро, и Лука е скоро трипл-дабл у аверидж, има со асистенции исто. Да. Топ. Замисли, Лука, мислам дека дали има прв рибаундер, дали, пошто има 11 скока има. А Ейтон има 8, брат. Шо прави тој човек онак? Ако не фаќа скокови, шо прави? Мада е добар, има добар почеток. Бокс аут бе, па да, нема да го критикувам. Колку што мислев добар дека почеток има. И Лейкерс фенс го сакаат сега за сега. Знаеме Лейкерс фенс колку идат у амплитудите на Лейкерс фенс им ги знаеме онака. Да, зборуваме за амплитуди. Да, и не знам, Боте се крстеше у Алекс Лен. Значи има многу, тоа ме многу ме напиња кај Лейкерс фенс тоа. Јаке. Да, као секој што ќе дојде, секој ќе сгази. Ама Джек Лареви е супер. Можеш да си го похвалиш, да. Чекај, да го најдам само кај ми е. Пред некоја 20 кусур поена на преку 70% од поле. Да. Исто у клач, јаки. Ја тука би сакал да те надополнам само. Со вода? Па имам бе. Ама и со да, ќе те надополнам со една статистика дека Лейкерс го имаат петиот напад у лигата, значи високи октани продукција и 18-та одбрана у лигата. Значи очигледен е Маркус Смарт импутот е модус оперантито на Лейкерс, како ги добиваат утакмиците. Сега, колку е ова издржливо на долг рок, 40 да даде и 33 да даде во просек. Па мада без Леброн. Не е издржливо. Леброн ќе се врати кај да е, ама не мора да бидат тие бројките. За да значи, тепаат ако Лейкерс. нападот падне на 10 со 18 одбрана,
не бе само по-ефишент треба да бидат. Ќе се ослободат и други играчи и ќе дадат импути, нема да биде сега за сега, може да распоредот ли се погоди така да овие испукаат. Мада Лука сега у оваа форма е страшно изгледа, брат. Не зауставлив изгледа на моменти. И тешки утакмици, да. А мада оваа последнава со Спарс, каков крај ненормален, све што можеше да се деси за да изгубат се деси и среќата на нивна страна беше. Би рекле прва луда вечер на НБА сезоната? Па да. Баш онака со хаос и со едно друго, дечки, да. Препорачувам да го изгледате како последното видео што го имаме на последното, ама ние кога ќе ја избациме. Па ние утре ќе избациме последното. Се надеваме, а? Да, we witnessed the greatest night of да, the со NBA Лука season на тамнел, so far, да. Да видите рекеп на вечерта, се дешаваа глупости, значи ова ме потсети на ланската сезона и останав до 7:30 ја, вчера ми беше денот хаос. Цел ден спиеше. Да, и му реков на Никле, ако секоја вечер, ако се вакви, ја радо би останал секоја вечер, би си го фрлил животот во водичката. Ама само да се вакви. Поздрав до Филип Тодорчев. Да, за оваа изрека, изјава. Не, стварно. И за новиот трипот колку пари си фрлил во водичката? Не бе, не ефтине овој. Фрлени пари во водичката. За Лейкерс чека уште нешто сакав. Што имаш да кажеш тоа сега што се збори по подкасти дека Остин Ривс им ги зезна математиките на Лейкерс со тоа што искокна премногу добар стана у контракт сезоната. Оваа сезона на крај треба да му се даде нов договор. Дали тоа некако ги помати сметките на Лейкерс, они мислеа дека за помалце можат да го задржат, сега ќе треба да дадат повеќе. Што мислиш за тоа? Па брат, треба да му се дадат на него, реално. Колку и да бара, затоа што ќе биде бајаги ослободен селари капот на Лейкерс следна сезона. Се надеваме Леброн дека ќе се мафне од пейролот, како и некои други епизодни играчи, не знам, Макси Клиба, не игра, држи пари, бајаги, Джексон Хейс, некои такви играчи што ќе нема да бидат на пейрол, а ќе се ослободи за Остин Ривс. И ја да сум Роб Пелинка би го задржал, реално. Затоа што е Лейкерс бој од почеток и срцето го дава и над реализам е ова што го покажува од него буквално. Да, ај се шала на страна. Не ова, ама гледаме дека е одличен играч. Има само до вербата, го слушав кај Young Man and the Tree и вика така беше, не беше Old Па да, од Old Man, пошто JJ си отиде, сега се као демек помлади играчи, викаат и сега Young. Вика, за да играш на ова ниво, вика, мора да имаш луцидна самодоверба, вика, мора да си скрос... Добро, луцидна е друго, ама се разбираме, да. Луцидна е свесна, она... да бе. Lucid Dreams е као... Ептен гледав чисто, кристално. Сонуваш, а свесен си. Сака да каже дека треба да имаш атмост, највисока можна самодоверба, за да успееш на ова ниво да играш и вика, ја имам у мене, вика, таква самодоверба, вика, ја може не изгледам на играч, вика, од далеку кога ме гледаат, дека можам да правам вакви работи и ни ја не вика мислам дека можам да правам, ама мислам дека самодовербата е тоа што излага од мене, вика, затоа што неверојатно верувам дека све можам да направам на терен. И друго нешто ете за него што би додал, би рекол дека не се плашиш од него, дека оваа сезона ќе скокне, па после тоа ќе почне да иде по дискотеки, да се пијанчи, да се едно друго. За овој играч дете на место. Барем го гледаш дека е дете на место. Да. И мислам дека Лейкерс со ова си го имаат беккортот на иднината. Апсолутно. Ова да им биде корот, да се надоврзам на претходниот муабет, дали ќе му даваат пари, ќе го задржуваат. Суперстар да бркаат. Или под таа. Да. И со овој кор да се надоградува посем, имаш право за Леброн, толку треба да биде. Штета што оваа сезона малце ќе им биде во заложништво. Ќе мора да се доигра вака како што ќе се доигра. А брат, не знаеш на што си. Еве го сега не игра. Не знаеш кога ќе се врати. Као демек го одобриле сега за 5 на 5 да игра на тренинг.
па за недела две ќе го Па месец дена прегледаат вајда, ама пак ќе се врати, пак ќе бара шутеви, Да. ќе падне и на Остин ќе Ривс земе и на целата. двајцата, да. Некако мислам ќе се смени. Овие што зборат по NBA кругови дека треба Леброн, ако е демек доблесен, да земе бек сити на Остин Ривс и на Лука, не само на Лука и на Остин Ривс. Абе, ја мислам како што Роб Пелинка беше склон на правење диви потези, ја викам pull the trigger. Види што ќе земеш за него. Па не знам дали ќе земе нешто. Абе, брат, нешто нека земе наредна сезона, секако него ни сакаат онак. Дај го. Па можда за чекаат било само што да се онака. ослободат парите, не знам. Абе, брат, зашо Па да не земеш да не нешто? земе договор у возврат. Абе, добро, види што ќе ти дадат онака, па Добро, после окей. пикли ќе ти дадат или нешто. Екипа што е win now mode, сигурно ќе ти даде нешто, па ти после правиш што ќе правиш со тој играч. Ја мислам, Добро, може. стварно мислам ако Пелинка дека може да повлече Не па, не потек. дека нема храброст и дека за... треба, да. уствари дека треба, ја викам. Според мене. Добро, оваа сезона ја неам некои аспирации дека ќе освоиме и да се врати и да кликнат и да не им земе ништо од ефикасноста, пак немам аспирации дека ќе освојат, не се до толку и затоа нема да ми смета ете уште оваа сезона, ама доста му е. Добро, кога сме кај добро беккорд дуо, ќе шалтаме, не идеме исток-запад. Искрено, малце За ми е. Лука да допунам, стана прв играч со 200 поена, 25 скока, 25 асистенции у лигата, у први 5 утакмици негови, у први 5 утакмици од сезона, и трет го пројде Джордан со тие 200 поени за почеток на сезона у први 5 утакмици. Продолжи. Веќе заборавив што кажа, пошто За овие беккорд статистики дуо. стварно ми влагаат од тука, ми скачаат од Ми тука. се заборави ти што сакаш. Првите 5 утакмици стварно не ми значи ништо. Мене многу ми се свиѓаат вакви статистики. Да. Еве, драгите гледачи, сега, дали ви текнува што кажа? Не, добро, идеме понатаму. Екипа со што Беккорд исто дуо. така се чини дека си го најде беккортот на иднината е Па не знам, Фили. ајде. Филаделфија, да. Свака час. тоталка неочекувано. Сите, не само ние, ама сите подкасти, еве, јас што ги гледав, мислам од луѓе што повеќе имаат забораено за кошарка, него ние што знаеме, јаки Ова го луѓе, потенцираш секој подкаст, ми се свига. е дека не знаеме што таа екипа онака фрлија Да. у вода, не се знае ништо, Пред еве ги сезона. овие двајцава не играат, лани беа тапа, се уште потапа ќе бидат, што е, како е. Филаделфија почнува со 5-3. Па со 5-0 почна, сега се 5-3, 3 поред имаат изгубено. 5-0 беа едно време. Па ондак да не лаам премногу тогаш, изгледа ќе се израмни Па работа. не, ама играа со Чикаго, беа двете непоразени, или како беа 5-1 беа двете кои играа они, и Чикаго ги доби нив улуда завршница, исто. Прошлата изгубија од Чикаго Кливленд. беше со Вучевич на Да, прошло видео. да. 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 Чикаго, Филаделфија исто луд крај која урла тој коментаторот. на Чикаго е I'm најдобриот coming, у лигата. Елизабет. Изгледате си го видеото. За уинерот Добро на ќе биде. Вучевич. И таму, и тоа брат, значи Чикаго и Филаделфија се судрија за кој ќе биде број 1 у истокот у тој момент се. Ајде, не е ни пола Така, сезона, така. ама кој ние која кажувавме у прошла епизода кај ќе бидат Чикаго и Филаделфија, испод 10-то место ги Точно. кажавме. Точно. Они почињаат двете undefeated, почнаа 4-0 или 5-0 и сега Чикаго уште се први, Да. а Филаделфија малце падна. Добро, ќе дојдеме и до Чикаго. Филаделфија втор напад во лигата, Втор напад у лига. втор напад у лигата и број 4 се во 3-point percentage, значи ефикасност Шутираат на lights тројки, out, да. Сега, Макси е докажан играч. Да. Океј, 33 со 8,5. 33 Сега ја води лигата уште, така ли? Не сум сигурен дали ја води, ама горе е. Не ја води, брат. Добро, ја води Лука, лигата. Лука, ама Лука ја води лигата. кога ќе отвориш, мислам, у Лидерс, Макси го дава дека као поише утакмици изиграно, Лука дека А со тотал поени?
Можда Да, у тото Лука опорени да го има дава. 3 или 4 помалци изиграни. Да. И VJ-ечком рукито се покажува како спремен Не за да е лигата. спремен, И да. градбата му е таква, го гледаш и да. знаеш во дуел или Како Пердов се позицијата- движи дечкото, значи позицијата може да си ја одбрани, да речам. Стварно е јак е, ненормално се движи. снажен е, добар драйвер е. Тројката му е сега за сега јака, што не знам, тоа ќе треба да го видиме. 39% шутира тројка, ама 17,5 поена за руки е стварно феноменално. Да. И баш го фрлене у огин. И Значи он одбрана го и влече игра. нападот. Па Да. тоа ти викам, си ја држи позицијата, си ја брани. Добар е, не е дека го бушат или нешто, или дека го експлоатираат во одбрана. И Макси, не знам дали го зборевме или дали си го видел тоа, со TNT имаше со овие со Чак, имаш интервју, вика Со ESPN. сега се у ESPN, нели? И вика, летото, Макси вика, им пишав на сите, ја ќе бидам у 6 саат са бајле у сала, кој сака нека дојде. Вика, се појави само VJ и уште еден играч го кажа. Цело лето, вика, со мене беше, работеше, ова што го дава е производ на работата у летото. Значи, од старт ја Браво. сваќа сериозно оваа работа. Така треба. Еден како се вика, underrated аспект ќе кажам, што никој не го збори, сите зборат како Макси е лидер меѓу лидерите у лигата и како VJ има јак старт. Ќе кажам дека за Кели Убре ова е, мислам дека кариерна година. Ја го немам приметено, ете. 19 поена у просек на 52% од поле, 43,8% тројка, феноменален старт. Браво. И он е X факторот, би рекол, на Па Филаделфија, да, ако ете овие зашо влечат, победуваат, да, значи Убре е X факторот. и Ембит нешто игра, ама као е скрос на 30%. Мислам дека и ова доста работи разјаснува и за Фили, брат. Да. И веќе не можеш да се ослониш на Ембит, Да. затоа што не со продукција што паѓа или дека е стар, он со утакмици паѓа, он нема да изигра утакмици доволно, ме разбираш? Не можеш да се ослониш ни у плейоф да стигнат, нема да биде тука. Не. И мислам дека и на нив ова добро им се деси и они треба да размислуваат што можат да добијат за Ембит, затоа што нема оваа екипа да освои, окей? Нема да освои, Пол Џорџ не игра, Ембит не игра. Да почистиме све. Дај да видиме што може да добиеме у возврат. Мислам дека уште месец дена да видат дали ова е стварно тоа. Ништо чудно они да повлечат. Нека се почисти, брат. Пред дедлайн. Исто win now екипа у која што Ембит не треба да игра секоја утакмица да влече да биде најдобар. Golden State. На некој ќе им фитне многу добро. Ме разбираш? И исто како за Лейкерс, истата позиција ја држам и за Фили. Да, со Леброна, вамо со Ембит. Да. Па и Пол Џорџ, мада на Пол Џорџ до толку му е сега паднат, како се вика Trade value-то? па валјута, да. Вредноста. Да. Стварно не знам што може да добијат за него. Па и него не се ни валја- збори, брат, кога ќе Не се се врати. збори, да. Треба да се врати, да изигра нешто, па да почне да им го врати сеќавањето. А замисли па тоа што ќе биде он кога ќе се врати. Крос нозе, степбек, овие двајца го гледа. Абе добро, може и не знам, може да му дошло памет, може да и на тренерите ќе го зауздаат и него. Не е он до толку некој као Харден, не знам. Ма нема врска, брат, Харден баш разигрува игра за другите. Сега да, ти го гледаш тоа степбековите дека ги зима, ама он е секојаш меѓу лидерите у асистенци. Да. И Треј Јанг е у лидерите за асистенции. Па е. Па има 20% за 3 сезона. Треј Јанг катастрофален старт на сезоната. Катастрофален. Една од причините што нападот им е просечен на Атланта е тоа. И тоа 2 поред сега тепаа без него. Да. Се повреди нешто. Кој некој месец дена ли тоа MCL го истегнал MCL-от, што не е Него скинал туку. не, ама и не е таа повреда како ACL, како што е Да. вкрстен лигамент. Ќе ми простите сега, драги гледачи, MCL точно не знам кој дел од коленото, лигаментот кој е. Има еден рапер MCN од Србија. Да. И Вечера смо на врху света, ја и ти мала.
Трошимо лову од репа jer албум иде ко алва. Добро, Никле За го држи трејанки за Атланта. рап сегментот во еве ова беа неговите 5 минути. 10 секунди. Да. Ама за мене разочарувачки е што одбраната јас очекував да биде топ 5 одбрана, а исто е просечна некоја 14 одбрана во лигата. И тоа е и они се срекни со што се 4-4. 4-4 Нешто така, да. Па добра им е тоа. И може да кажат и кјути, ајде ако фатиме серија може да се изјачаме. Ја мислам дека ќе фатат серија, затоа што не се уиграни и без стрес, сега малце дека ќе почнат да играат сите. Да, могуче. Тука исто во иста реченица може да ги спомнеме и Орландо, Да, и он е лош старт. кои што лани беа втора одбрана во лигата, зимаат тројкаши исто, последни беа у тројки, зимаат тројкаши, значи очекуваш дека тоа ќе се крене, очекуваш дека одбраната ќе остане иста, одбраната има на нив исто се 5-16 на средина на табела и имаше едно видео, треба да го изгледам, штета што не го изгледав, повеќе информации ќе за древите гледачи ќе донесев за одбраната зашто е склизната, да. Ама факт е дека е тоа така и не гледам, брат, мислев и дека тоа ќе го видам, не гледам на 2-3 утакмици што ги имам гледано Орландо. Банкеро мислев дека као некој нареден чекор, он е уште еден од неефикасните шутери во лигата. Ама да си толкав и да се ослањаш на outside shooting. Не се ослања на outside шут, генерално он нема шут. Тоа е работа. Да, добро, нема шут. Он е добар. Он треба све да му биде на кош, брат, као користи зајам. телото, знае да дое на кош и зима и слободни, ама шут како шут, збориме чисто суво шут, нема. Од high volume шутерите, значи од шутерите што зимаат висок голем број на шутеви, он е меѓу последните. Као што беше Весбрук, да речеме, во своите MVP сезони, он секогаш Кој беше... сега шутира 50% за 3 на стартов. Да. Убаво флоуаме ете од тема во тема. Добри сврзници даваш цело Дезмонд време. Бейн контра Дезмонд Бейн, они го Весбрук. зимаат... Ајде. Катастрофален старт за 3 има Дезмонд Бейн, го зема за тоа, ама За он шутер, се уште му нема тргнато, се нема навикнато на климата на Флорида, ваljda. У Мемфис како е? Поладно е? Абе, ова страшно е, затоа што лани требаше таков да им биде KCP и он беше тапа. Да, бе, стварно. Сега си викам, чекај, што е работава, Да, не им разбираш? влијае нешто лошо таму, да. Што ја мислам дека ќе му се врати ваljda шутот со тек на време на Бейн, ама па пред 2 дена направи некоја глупост, таму го исклучија Фрустрации. Да, фрустрации што викаш, не влагаат. Баш во дуелот тројките. против Атланта. Да, и против Атланта. Го собори на земја, го фрли овој Конгу и дури топката после тоа му ја мавна од глава, го исклучија од утакмица. Баш баскетџиски. Што не е баш Со топка го маш. не е баш убаво за око за менаџерот што го донел у екипа овој после 7 утакмици пред таков ексцес. Ко да е озрачено тоа Мемфис, сите се озрачени. Добро, се ја нема толку да се правам као демек, ова се удрил Да не со го- баскет. Јас сум познат по тоа, рогам баскет и ако се изнервирам едно друго, така да, окей ми е тоа. Ти текнува ли кој игравме со оние дечки на Јоси Брос, јако го рогнав баскетот на Тогаш многу се изненадив. на првиот термин не викна после тоа? Тогаш многу се изненадив што ти таков излив на емоции имаше, а ти си бајче, да не речам. Ба добро, ама јас се нервирам на себе, не се нервирам на другите, пример. Нема да вакво, ама И не само на изгубивме себе, нешто туку и- во себе, ти не емоциите не ги искажуваш ти, не ги... Тоа на психолог, прва работа што ти кажуваат е мораш се да мора да зборуваш. да, мора да изнесеш од Затоа и себе. подкастот го правиме, за да се збориме. Да, голем поздрав до Како си подкастот за ментално здравје. Јас Поздрав. не сум бил на психолог, ама ми кажуваат дека кога ќе го отидеш прво нешто, тоа е да Те прашуват како си? Не бе. Да извадиш као се од себе. И јас со тоа немам проблем, цујам све живо, диво, се нервирам, се дерам. Така да мислам дека за тоа сум барем добар. Лани ме прогласија ете за
во лигата со највеќе дерења по утакмица, по 100 поседи, највеќе рогања по 100 поседи имав. Добро. Да, ама идеме дале, за кој кажа, Весбрук има добар старт. Искрено, Сакраменто ни една утакмица им гледав, пошто беше тесна и не можам многу за Весбрук да зборам, ама би кажал дека он повеќе сезон има кај што старта добро. Да. Му се гаѓаат корнер тројките, му влагаат едно друго и као као Весбрук не се оваа претвори сезона. у снайпера овако. Да, не е превацен у снайпер, да не се. Има нешто само кликнато на почеток. Наредна екипа што мора да се спомне, ете веќе ја спомнавме ние, Чикаго, кој што Добро. све живо и диво ништат пред себе. Еден пораз имаат дечките. Да. Да, кој Джош Гиди, човече. кој можеше да предпостави. Ти ше малце пуштија косата како Джош Гиди да ти биде. Да. Леле, каков играч, човече. За таков играч, брат, кога ќе размислиш, пред 2 години немаше место во Оклахома. Што дадоа што беше трейдот? Дали ти текнува? Не ми текнува. Ме праша, не знам кој ме праша мене, ја одговорив од тепка, не бев баш сигурен, викам, мислам дека беа глава за глава со Карусо. Испадна дека беа глава за глава, ама не бев на среќа погодив. Можно е. И сега ќе си речеш, гледај, вредноста му била на него 6-7 играч. А он е франчайз плеер. И сега ќе речеш, па Оклахома беа глупи, го Не. трейдаа само за ваква, ама нема врска. Нема врска. Ја ова Тоа ми е што го- слично. Да, ајде продолжи ќе ти кажам, го памтам. Тоа што го трейдаа им отвори простор да се комплетно да се отклучи и Шеј и начинот на игра на Оклахома И и J-Dub. шутот, затоа што они една од па мислам дека најефикасната екипа беа лани и за 2 и за 3. Тоа со Джош Гиди во екипа, барем лани преклани, немаше да биде. Имаше од него подобар бол хендлер и на негова позиција Така. и за тоа го тргнаа за да појачат Така. шутеви и одбрана. Што памтиш? Виде сега. Не, за у Чикаго сега дека е франчайз плеер човекот. Сега да ти кажам дека сличен потек е као Харден кога си отиде од Оклахома. Што Не е ајде сличен, сега на Starting 5 ја гледавме, Харден исто кажуваше Starting 5 на Netflix, дечки, прошла сезона го пратели Харден и Дурант и кажуваат за кога се деси трейдот на Харден од Оклахома у Хјустон, дека они мислеле дека наредна сезона ќе освојат. После финалето со Мајами, вика толку бевме ние локтин, вика и бевме самоуверени дека сме најболи екипа, вика up and coming што доаѓа. Вика ние готови, вика ќе освоевме, вика. Се збори демек ради што што он барал побогат договор дека го трампале. Вика они еднаш дојдоа, ме прашаа демек за сума, вика не се слагавме за неколку милиони долари, вика, што вика они после тоа не дојдоа со контра понуда, него еден ден ми кажа, вика менаџерот, те трейдавме у Хјустон. И вика тоа ко гром од ведро небо на сите, вика ни беше млади, вика ние никој за тоа не размислува, вика сите мислевме за екипава колку сме јаки ќе освоиме. Отиде у Хјустон, од 6 играч стана прв играч. Се отклучи, стана најбољи скорер у тој спен, у тој период во Хјустон. Джош Гиди исто беше 6-7 играч, еве го у Чикаго станува франчайз плеер, не е истиот тип на играч, не е скорер, ама е многу повеќе. И он е трипл-дабл машина е човекот. Скоро у просек има трипл-дабл Джош Гиди сезонава. Преку 20 кусур поени. Добро, ама гледај сега. Една разлика што е голема со Харден ситуацијата е што играчите, екипата на Оклахома, никој не сакаше да се трейда Харден. Да. И знаја колку им е вреден на нив. Слично за е титула. у стил на што се десило за нив двајца како играчи од после во новите екипи. Добро, а со екипата не. Точно. Сега јас ќе кажев како дел од моето излагање зашто се трейда Гиди е затоа што шутингот немаше да биде на тоа ниво, стално се помагаше од Гиди. Гиди се оставаше сам за да се помогне на другите играчи.
Сега, оваа сезона он старта 42% за тројка. Работел? И ќе речеш за кариер 33% шутер, ова е голем скок. Меѓутоа, он од 33% пред 3 години иде на 37,8, значи скоро 38% лани и сега е 42. Тоа е, дечки, И да не додржи, сува работа. да. И да не додржи, мислам дека ќе биде пак горе во проценти, Иде зашто нагоре на одлично, да, одлично подобрување. Сега, зашто Чикаго како екипа е трета во 3-point percentage. Трети се Чикаго шут за тројка. Браво. Кевин Он Хуертер. шутира, ти ќе кажеш дека е Кевин Хуертер и ја ќе кажам дека Хуертер е 31%, он е најлош таму. Он е испод просек, он е лош шутер моментално, шутерот. Вучевиќ шутира 48,5%. Добро, он колку обиди? И он ќе кажеш, има многу обиди. Да, Браво. има многу. И за него ќе кажеш кариер 35% како е можно, ама и он лани 40% бил за тројка. Така да Браво. ете и кај него гледаме дека Има некој нагорна семпл линија, да. сајз, нагорна линија. Ајо до Суму ми е најкритичен од сите, затоа што он шутира 47,5%. Ова мислам дека ќе падне и Чикаго ќе паднат како екипа у 3-point percentage, ама еве, сега за сега играат добро, трети се во асистенци и не дозволуваат second chance points, значи поени од втор напад, од офанзивен скок, не го дозволуваат тоа, они се исто трети у Тој бе од лигата. Индијана што им дојде дефанзивно. Джелен Смит и тој добро шутира тројки. Па Тој и- центарот со Да, он е на очарчињата. стречер, со тоа што не видов искрено он сега колку е, ама он е стречер. А и све И ова земен е го за тоа. прават, све ова го прават без лани најдобриот нивни играч Коби Уајт. Да, Цоби е си ти радио бит, а Соби е повреден, без него играат и се први. Сега прашањето ми е за тебе како он кога ќе се врати, ќе се уклопи у Ма за екипа? разлика од другиве, играчи што ги изборевме повредени што се па како ќе суклопат, мислам дека најприроден фит ќе биде Коби Уајт кога ќе дојде, затоа што комплетно фитнува во игра динамично, не ја држи топката, они да земе шутеви, брзо одлучува што ќе прави со топката. Тоа Тоа да. сакам да кажам. Да. Нема многу дриблање кај него, нема многу ташкање. Мене ме плаши да не сака он да ја пимпла топката место Гиди, да не зима премногу шутеви. Иначе... Баш Коби Уајт како персоналити ми е скроз обратно од тоа. Мислам дека е Добро. тимски играч и мислам дека е добар дечко и да, чекам кога ќе се врати како Вчера ќе биде. седевме со него. Да, добар дечко е вака, фер Си го имаме. људина, како го викаат тоа. Јудина. Good спорт. Да. Не, надежен сум кога ќе се врати Цоби. Не дека- изненадуваат. Браво за Чикаго. Да. Детройт, на Ето, кој што они ти мене не беше ме изненадија, на за пример. нијанса по-хај него ли јас што бев. Ја ги ставив негде пети, ти ги стави не знам каде. Ја мислам трети или четврти. Погоре. дека ги став. Да, 6-2, втори Втори си. моментално во лигата. Одбрана каква имаат они? Па, тоа сакав да ти, на тоа алудирав. За разлика од Лейкерс, кој што се пети напад, 18 одбрана, овие се 17 напад, трета одбрана во лигата. И, значи, таму скоро се, до сега од успехот, се базира на одбрана и на тимска игра. Кейт Да. Канихем апсолутно нема направено некој астрономски скок. Да. Во Детройт 7 играча имаат просек од над Преку 10 10. поена. Тоа Што е не сум сигурен тимска дали игра. некоја друга екипа во лигата, не ми е проверена статистика, ама ако има, се многу малку. Да, у просек 7 се играчи многу малку. double figures во просек е раритет, стварно. Да. Ја мислам, ете, они луцидно го направија ова. Ај сега не бе. Не, да. Овако. Дека раритет кажав малце да се одразам. Да, и генерално екипа која што го базира успехот врз одбрана, за мене може да пренесе во остатокот од Све се лигата. фрик атлети тоа таму Джелен Дурен, брат му на Амен Осар Томсон, Томсон, да. Осар Томсон и тој Рон Холанд од клупа што им влага. Да. Синоќа, не прек синоќа имаше исто ненормален плей
го затвори тој банана на тројка со цела рака. Жива му ја фати. Жива вака на скок тука на тројка му ја зима и иде ја куца у контра. Тој е атлета. Страшна атлета, страшен Аизеа драйвер. Стюарт има многу јака сезона, дечко. Да. Аизеа Стюарт и он почнал да пуца тројки. Па искрено не го приметив ова. Ја го приметив, го кажува, имаше на 2-3 утакмици преку 20 поена, имаше по 4-5 тројки. Аизеа Стюарт, што тој да го видиш вака, ќе си речеш како овој му даваат да шутира тројки, не личи Сега, на играч што би шутнал тројка. со се ова кажано, Бив сту. силингот на нив им е одличен, Да. значи подот им е одличен, еве ги горе Плафонот. се, не, силингот. Ама Па кај силинг е ме плафон. подот, што реков, флорот. Ај чекај, Силингот, мунти. Подот. Мунти. Нивниот под Најниското. е многу висок. Нивниот под е многу висок, Како го затоа што правеше ти подот? мене ми е Јас сум чул за спуштени плафони, ама за кренати подови. Мала шал. Не, дабав паркети, имам ја дома. Феноменален ми е, да. Подот. Значи им е висок затоа што со одбрана знаеш дека на секоја утакмица си во игра. И на табела стално ќе котираш високо. Меѓутоа, плафонот, највисокото кај што може да Добро. стигнат, не е превисоко. Не може они да Make освојат sense. или да бидат конференциско финале. Вака како што се. Абе, многу проблеми Треба да им бидат направија на Нью Йорк 2004 лани, Детройт брат. Пистонс. Па тоа сам да ти кажам, они пак ќе направат проблеми на некоја екипа, ама за да стигнат далеку, значи нивниот плафон најдалеку не можат многу да стигнат. Затоа што еве ти. Можда не оваа година. Па сега можда не оваа. Ама они ми се Оклахома на истокот пред 2 години. Шо бе не? Абе Оклахома на истокот пред 2 години. Па ај кажи ми Оклахома кој од има овие екипи Оклахома има. у 4 години дојде до тука. Ама све со високи пикови брат, со Чет Холмгрен, со Добро, такви некои, со ама па J не Dub. се ниски пикови ни Кейт, ни Дурен, ни Айви, ни Аусар Томсон. Ај да видиме што ќе се деси со Айви, ама вака екипата, ти мислиш дека некој ќе биде, освен Кейт, ќе има тројца со 20 плюс поена по утакмица во оваа екипа? Ама не мора бе за да биде екипата шампионска да има Апсолутно тројца по мора. 20. Па сега, третиот да биде, вториот Кейт е секако, способен да има 30? Како бе не е способен да 30? има 30? многу е брат. Ја мислам дека е Кейт способен да има 30. Брату, лани колку души имаа 30 во лигата? Лани он имаше 26 сипол. Толку е, сега има 24 затоа што екипата е појака. Екипата е појака, на Добро. него падна, ама цела екипа игра. Тоа е тоа што ти го кажувам. Ја мислам он дека има капацитет да повлече екипата и да има 30 ако Ете он, треба. уште еден 20 треба да има и уште еден 18 или 17. Ако сакаш да го видиме уште четворица по 12. Што на нив така им се распоредени. Дурен им е 2-13, Стюарт им е 2-13, Томсон им е 10. Јас тој силинг што ти го гледаш, ја не го гледам. Тој плафон што ти го За гледаш, оваа ја година не го гледам. не за оваа година, ама следна година ја нема да се изненадам ако стигне Детройт у конференциско финале. Може да им е рано оваа година. Не, оваа година најдалеку ќе стигнат до кај што ќе стигнат. Затоа што ги немаш Бостон, ги немаш Индијана. Абе, овие напредуваат, брат, константно и следната година ќе напредуваат. Не знам дали треба да се плашат од враќање на Бостон и на Индијана. Тоа е полесно да се каже него да се направи, ќе се вратат овие. Кај што биле. Па брат, тоа е тоа што ти го зборам, кога ќе дојде Тейтум, имаш 32 или имаш 28 и 27 у Бостон. Тука 28 и 27 немаш. Тоа да, добро. Значи у секоја мижеечки влагаш утакмица да знаеш дека едниот ќе има, значи ќе има 5-6-7 поена од 20 играчи. Ама ете, кај ги овие спомна нема. 2004 Пистонс, зошто да не видат 2004 Па пошто таа една екипа е пред две ери, не пред една ера.
за добро, ајде, ете, имаме различни ставови за оваа екипа, меѓутоа се слагаме дека еве како што е екипата. А Данкан ги имаш отворено ти се? Да. Данкан Робинсон како е сезона? 11 поена по просек, 40% тројка, тоа што треба да го прави. Добре, солидно. Фактички за тоа е донесен и тоа го прави. Дурен не Тоа може е, да иде тој над 15. Па Джелен Дурен сега има 17,9, на, ама на почеток не на може. сезона, не може Осар тој, Томсон, тоа е толку е 15. брат му е лимитиран офанзивно, а не Овој он. уште поиша. 13,9. Значи не очекувам од него да стигне до 20. Го имаат Тобајас Херис, што ете подот им го држи да биде тука, ама и он не може да. Добро, он не е веќе тоа што бил некад и дава некој скоринг, Ете, ама таа е екипата. гледаш, имаат они 4-5 души над 10. Абе 7 имаат. Епа, Тоа ти го кажам. 7. Кейт плюс 6, така да. Ај кажете дечки, дали еве 6 души над 10 е Едни исто од- како тројца со 30, 20, 18. Која станува збор за шампионска екипа, дали Саш ја ти кажам што е разликата во плейоф. у Со плейоф ова. ти мислиш Со дека ова. они нема да имаат second scoring option, дека Да. дека буквално ќе затворат Кейт и нема да може да дадат кош. Као Орландо Дека што екипа им нема се да деси. треба да прави некој кузне какви аджастменти, сега ќе го напаѓаме со двајца, со тројца, со едно друго. Него одбраната ние си седи човек до секој и толку тоа браниме, додека ако имаш двајца, тројца што треба да ги удвојуваш, па ротации, па ќе даеш пас, знаеш, па треба да стигне одбраната. Такви аджастменти, такви прилагодувања во одбрана нема да треба да се прави против Детройт. Само за Кейт, ама добро, Ете, еден играч ти- кога е. Ја ако сум одбрана ќе кажам пакет, ако сака нека ми даде 40. Човек еден имам на него и по еден имам на сите други. Никој не е мисмеч проблем офанзивно во оваа екипа. А во плейофот се Да. знае кој бутка, брат, буткаат Освен звездите. Кейт, да. И од звездите, посем тоа се креираат мисмечови, па одбраната мора во ротација да влезе, Па шутерите па се шутерите истакнуваат. тука зимаат отворени шутеви. Да. Преска се изнасмеавме, ама ја сакам да си се вакво, затоа викам тој плафон до кај може да стигнат. Добро бе, имаат време, млади се и идат нагоре и ете, може да треба уште играч. еден играч, Треба може да играч. уште еден играч, Мора. соодветен, како Дурант што има на Хјустон моментално, за да им помогне у тој поглед. Скоринг. Океј, ајде да видиме што имаше од прашања. Имаше некој, дојдоа некој Па ние интересни истокот прашања. само ги кажавме и Лейкерс и сега на прашање ќе идеме. За Хјустон еве ги спомнавме, сакаш да кажеш нешто? Хјустон се екипа која што Пет Поч- поред да, победи. пет поред и влегува во некој грув и се топ 5 и во напад и во одбрана. И тоа без добри партии на Дурант, без јаки партии на Дурант. Оваа е таа комплетна 20, екипа. 10, 15, тука се држи. Ај се спореди ги Хјустон и Детройт. Не, сега Хјустон земаат чекор напред со Дурант апсолутно. Пошто имаат комплетна екипа, Беа слични. секој може да. Да. даде, ама го имаат и суперстарот во Лани. моменти кога треба да се повлече. Со ланската екипа на Хјустон можеш да ги споредиш, ама со оваа не можеш да ги споредиш. Сега Хјустон со Дурант Да. земаат чекор напред. Точно, убаво излагање имаше. Да. Се извинувам, Хјустон се одбрана 6, ама Ама пак нема врска, тоа е тоа. окей. Прв напад, 6 одбрана, човече. Прв напад. Каква убиствена екипа. Браво. Па они се единствени што можат на OKC да им ги поматат сметките и може да Денвер, Денвер. како? Денвер. Ја дури ќе кажам дека ајде, добро, да не се повторувам од прошли пат. Плејче ми треба, бре. Добро, ќе видиме, можда нешто ќе направат некој потак на трейд дедлайн или на што ќе се дешава до плейоф, имаат време да осмислат и тоа. Да. Ама многу утакмици ќе добијат. Мене ми е само да не се трошат сите играчи со тие плеймейкинг задачи, значи да треба да креира за екипата, играчи кои што не мора тоа да го прават. Треба да се екзекутори тука сите, и Томсон, и Шенгун. Шенгун, и Дурант. Кейди. Ајде, Шенгун ќе го кажеш како нај плеймейкинг, онака,
може да си игра преку него нападот, Може. ама другиве треба да се стварно екзекутори, да си ги дадат поените и тоа да биде тоа. Знаеме дека е страшен одбранбен Удока. Удока. Он го почна тој Во подем Бостон, на Бостон и го избрка ради скандалот реално. Иначе он како Исто тренер ќе си си беше освоеше. Па мислам дека комотно ќе природно освоеше. ќе доеше така. Да. Со природна искок на сите играчи ќе си освоја исто. Добро, исто ми се свиѓа Денвер што најдоа и они грув и феноменално играат. Денвер некако се гаѓаше да ги гледам највеќе, така некако искачаше. Дебели од луди работи прави. Колку што он стално прави луди оваа сезона, стварно ептене, уште поише. Да, пак е Уште трипл дабл повеќе. и тоа со 2-13 асистенции и 2-13 скокови у просек. Една утакмица има само од 7-те на Денвер, која што он немаше трипл дабл. Да. Заврши со 9 асистенции. Една На или секоја две, утакмица, да. стапне на терен, значи тоа е автоматски трипл дабл, човече. Effortless. Да, буквално. Го видовте рилчето со тоа класичната музика позади поезија у движење. Многу лесни поени на Денвер креира. Како ги наоѓа? Денвер е трет напад моментално во лигата ради тоа. Глупо појача. Уште треба да се распуца и Кем Џонсон, чекам и верувам дека ќе се деси. Се чека на нив, да, се уште. Арон Гордон го пофаливме, Гиди и Вучевич дека шутираат добро за 3. Арон Гордон исто слушав го фалат многу, вика за разлика од Орландо да новите вика, он има феноменален напредок во тројки во шутирање. Има и беше тоа мислам дека уште лани и голем дел од тоа е неговата волја да се подобри. Да. Се збореше уште лани дека си изградил терен дома, цела онаа сала има и еден тренинг одработија Денвер таму као у салата на Гордон да пуца тројки. Да, дечкото стварно не беше шутер. Баш беше банкеро, не ист стил на игра, ама да, за ефикасност што збориме. Исто што викаш као беше Весбрук банкеро. беше можеш да се тргнеш од него. Да. Тоа беше порано, сега е нокдаун шутер. Сакам да му најдам кариерно да видам како оди. Ајде, зирни го на референс. И он експлодираше со 50 поена сезонава. Сега, тоа сав да кажам дека неговиот добар шут за тројка е малку натежнат од првата утакмица. Дали беше првата? На дебито беше ПСК? Не Против знам. Голден Стейт ли беше? Како беше? Вториот ден он игра. Така Против нешто. некој даде 50 поена Да. и ја изгубија утакмицата на крај, Да. ама за тројка беше 10 од 11 или 8 од нешто. 10, 9 од 10, 10 од 11. Ја 10 мислам, тројки имаш. 10 од тројки. 11 беше. 10 тројки имаш. Посем тоа малце од малце Колку нели му е? нормално, Ајде, сега е речи. 44%. Па добро, окей. Ама со погодени на една утакмица 10 од 11. Да. Разбираш, натежнато е малце, Таму ама дека е он 95. лани бил 43,5. Ај брат. Тоа е тоа што го супер. збориме. Ние дека има драстичен скок уште од лани. Да. И добива оние лукс што ги шутевите му се стварно отворени, убави и свака час мило ми е. И е мило ми за клач. Има клач ген. него. Има клач ген. Не се плаши, зима шутеви, неколку реши, имаше 2 ген уинера лани. Лани он ја реши со Оклахома една. Една со Оклахома он ја реши. Да, Од Весбрук пас Да, на лево, у плейофа. тројка. точно. Па и куцањето доро тоа беше од фрлање. 2 ген уинера имаш. Добро сега, да, тоа беше. Ама со тројка ја реши. Да. Дај ми некоја друга екипа на запад. Оклахома, брат, стварно не вреди ни да се зборат у пичку материна. Многу се јаки, без J Дап играат и Чет кога игра, кога не и вчера игра. само изгубија у луда завршница од Портланд. Ете, свака час за Портланд уствари. AJ Мичел има е новото момче на Оклахома, нов играч, И он од никаде. кој у можност добиена за поголема минутажа, загриза и цепа јако.
Лани беше руки, ова му е втора година. И ако не се лажам, има наке 15 поена у просек. А Лани имал 4-5. Еве сега ќе те надополнам и ќе ти кажам точно колку има. AJ Мичел 16,5 поена на утакмица. У отсуство на J Dub и што викаш Холмгрен игра, не игра, ово име втор или трет скорер моментално позади Шеј. И ти на таква екипа, веќе шампионска, да добиеш уште еден ваков играч, брат, каков луксус е тоа. Да. Што сега се ослободи, знае со топка да прави да стигне кај сака. За разлика од другите играчи што се ете во епизодна улога, он не му треба да му искрира Шеј. Да. Можеш на него како да му даеш Хартенштайн, како овие, па он или да е стај, или да шутне, чека да снайпа само на тројка, не е така, он игра со топка. Драйвер, он не е шутер за тројка уствари, моментално пуца 28,5% на 4 обиди, брат, што е стварно лошо. Ама он си стига до кај што сака, си стигне, си зима убави шутери, си ги дава, иде на кош. Брз, многу спретен. За таква екипа така да добијат уште еден играч, а рачуне кога ќе се вратат у фул состав. Страшни се, ја пак очекувам преку 65 победи сезона. Кейсон Валас е еден од најдобрите периметарски дефанзивци. Оваа година мислам дека е уште подобар. Ја ќе ги пуштам Оклахома, гледам дека не можеш топка да водиш пред него. Значи нема мрдање. Брат му игра у Атланта, така? Китон Валас. Ама не се лажам. Еден видов Валас, Атланта. Искрено не знам за. Да, има иста и тој со. А кој беа играчите? Оној од Golden State белчето, како се играше? Сметководителот. Квинтен Пост? Не, Бекче. Вака е. Джемски? Не. Кем Спенсер и Пет Спенсер. Браќа, да. Браќата, мислам дека у Минесота игра брат му и на крај на у Мемфис на решена утакмица, на крај го викаат и тој другиот брат и као 1-1 си играше на крај на утакмица. Интересно беше тоа. Но а тие двајцата не личат на NBA кошаркари. На сметководители личат, тоа ти го кажам. Голем поздрав со тротинетчето. Да, си опунам на работа. Не троши, си опунам на работа. Ова е саптал джеб за јадење го пунам на работа. Нема врска него, тоа се прави, тоа прават у програмерските и по банките, да. Добро, Оклахома. Јас сакам сатл джеб и не сатл, него директен джеб да им дам на Минесота. Чија одбрана оваа сезона е катастрофална. 26 или 27, четврта најлоша одбрана во лигата. Ги гледав со Нью Йорк пред некоја вечер. Брат, циркус беше тоа. Да, примеа 140 коша. Нью Йорк последните две четвртини имаа 2 пати по 40. Мислам, изгледа како да не им се игра. Пошто они ги имаат сите атрибути за да бидат добра одбранбена екипа. Па и беа. За да бидеш ти 27-ми у одбрана, треба да прекинеш да играш одбрана. Веќе да не сакаш да играш. Со Макдениелс, со Гобер. се врати на прошлата, ајде беше некоја утакмица повреден. Ама им го нема Никел Александар Уокер сезонава. Им го нема? Им го нема. Може да гледаш тука дека они таму малце паднале. Назрит. Па добро, можам да кажам дека ги бушеа Нью Йорк на периметар. Можам да кажам. Па ете, осим Макдениелс и отсуство на Енд, гледаш нема кој да застане на периметар. Ама нема врска бе брат, они секако ја базира, имаат добри периметарски одбранбени, ама и секако можеа да бидат екстра агресивни со тоа што го имаш Гобер у позадина. Тоа го прават Сан Антонио моментално. Да, Вемби. Периметар играчите се екстра агресивни, затоа што знаеш и да те избуши, го имаш рим протекторот позади и ти дава додатна сила, додатна снага. А овие не знам, буквално не знам што се дешава, зашто прекинаа да играат. И они може да бидат срекни со некој просечен старт од 4-4, пошто ти ако имаш таква најлоша одбрана, ти треба доле да си друже. Рендал како у просек ли има 30 поена сезона? Рендал е добар и тоа. Рендал има добар старт. И оваа му е контракт иери на него изгледа.
Не сум сигурен, ама има смисла. Да. Не сум сигурен, ама има смисла. Да. Добро. Па ете Вембањама го спомна и Спарс. Да. Они мора да се кажат, има исто феноменален старт. 5-0 бе. Апсолутно. Барам да видам кај ми беа статистиките за одбрана, дали беа топ 3 одбранбени екипи се они. И се базира и на Вемби, ама се базира, пак кажувам, и на целата екипа, И затоа што младите играчи на периметар исто гризаат. Да. И Стефан Кесел и тој рукито Дилан Харпер. штета се повреди. Се Тој повредите. голема штета. Супер старт имаше и тој. Втора најдобра одбрана во лигата. Браво. Значи, ја и Нема тоа Вемби, не може да мрдна таму под кош. очекуваш дека ќе бидат добри, ама ја апсолутно не очекував дека волку добра одбрана, например, ќе имаат. Да, Вемби ќе биде као кандидат за defensive player. На утакмица. Дај да го провериме пак тоа до каде е. Неверојатната статистика што ти ја кажав пред некој ден ти текнува. Не. Ајде сега ќе ја проверам, чекај. Поише банани од некои екипи? Да. Да. Вемби имаше повеќе банани од пола лига. Да, од целокупните екипи, да. Да. Сигурно уште има, брат. Не заебај, имаше како 7-8 на една утакмица, 9 имаше на една утакмица. Ја чекам да мавне quadruple double Вемби кај да е со банани, жими се. Да. Вемби има 29 тотал банани од почетокот на сезона. И сега да видиме 29 банани екипи што имаат. Паднате, веќе е паднат. Ама Имаше една само, мислам дека на прошлата. од 1, 2, 3, 4 екипи е подобар комплетно. Значи како екипа. Самиот Вемби има поише банани од 4 тотални тоа е екипи. лудо, да. Стварно А е на лудо. почеток беше уште полудо, од пола Да, лига пола имаше лига повеќе. имаше повеќе. За него имам некои прашања таму. Од драите гледачи. Од драите гледачи? Па гледаш тоа За него видам. летото, за шаолините, за Па добро, тоа како се одразило тоа на него. тоа исто така оди во прилог на тоа дека Вемби е стварно сериозен човек. Од Дека прави почетокот све се за знаеше за него дека не знам, у слободно време вика или да се смирам пред утакмица со книги, вика Да. со едно друго. Неговиот метод на тренирање е неверојатно интересен, базира све на флексибилност, на мобилност на зглобовите и затоа ако го видиш ти Вемби кога ќе свитка, он 2-3 пати покажуваат на успорена снимка како го витка зглобот, не му е ништо. И кај Јанис тоа го имам видено многу пати, ама и овој е таков, да, као гумен. Да, ама Јанис се базира во тоа што му се јаки мускулите, Јак е, да. а овој базира врз флексибилност. Стварно неортодоксен начин на тренинг има, и ама за него и како работи. Па се мора исплати. он мора нешто посебно да прави на таа висина. Овоа лето работеше и со Олајџуан и со Гарнет. Значи уместо да иде да се Great. да. Умеѓу време Ламело Бол газал на јахти таму негде со Baby Mamas. Тие се тие играчи што ете според мене Ламело Бол, ти реков ништо таа екипа не Джаморан. не мислам од нив. Джаморан ти реков исто ништо таа екипа не мислам. Не може, играчите се ветрушки. Тоа го виде Лидерите. Дурант дали е вистина тоа или е нешто намонтирано за Джаморант и Ент у иста екипа ако се спојат демек гласини и кој може да ги сопре ова дуо, кој може да сопре Морант и Ент и Дурант пишал доле Guns and Baby Mamas. Не знам. Firearms and Baby Mamas. Не знам. Као може да е местенка, ама не е нешто што не би го кажал. Пошто Да. на Дурант му на KD на овој Помош? Дурант на Ент му го има кажано за тоа. Да. Демек Па секој се летенце, детенце, Расправаше со татко му на Джа последна утакмица, не знам дали виде. Имаше Не видов, ама добацувања, нешто треш токинг. сигурно го советува како треба да си го прибере син му. Па не го советуваше да кажам, ама ој Не беше јадеше толку благ. трици татко му на Джа, Тој а е, овој му брат. довикува достави ајде син ти не ни сака да биде од тука, вика ќе Да. кај да е ќе лета од тука. Па треба. И Не дека Па он треба, ама оваа треба, екипа ама на ја мислам Мемфис- екипата не треба да отрпи веќе тоа понашање и да го батали него, тоа мислам.
Мене искрено ми се свиѓа што дојде тренер кој што нема да му кјути на главниот играч. Да. Генерално у НБА тренерите дојда подредени да бидат, знаеш, над звездата. А ми се свиѓа што има и сила и од раководството новиот тренер, што искрено не знам сега како се вика, не ми текну. Не е доволно, нема успеси доволно за името да му го памтиме. Дали е финец некој тој или од негде Плав таму е таков, Плав, има такво скандинавско име презиме некој. Да. И тоа ми се свиѓа што ако не играш како што мисли екипата, како што е концептот, дека може и да си преседиш нека утакмица. И па после такви скандали и лани и прехлани, веќе кредибилитетот е на нула. Работата е што и трейд валјуто му е сега многу ниско, блиску до нула. Као која екипа, осим некоја екипа што е просечно или подпросечна, па да експериментираме сега да му даеме нов живот, ја друга екипа некоја асална, стабилна, не би го зел Ja Morant онака. Не би дал ни не знам како ти кажам. Сваќам. Да. Зборат екипа која што е војска, како Мајами, они да го земат, па така, нешто така да биде. На Мајами 25 исто години да преваспитаме се. Интересно ги избори сега цела лига, како они не играле офанзивни сетови, значи не местат акции, едноставно нападот се базира баскетџиски си игра на не баскетџиски, ајде лошо се изрази. Free flowing се игра и сите играчи како да кажам, гледаат што се дешава и read and react, тој напад и реагираш одбраната што прави, ти према тоа идеш на кош или ротираш или како и да е. И сега пошто они прават нешто што е неконвенционално и сега само за тоа се збори. Као да ме гледале, ова е револуционерно, не е ништо револуционерно, 4-4 се и пак ќе завршат таму кај што ја реков дека ќе завршат у плей-инот. Да. Ама нешто ново е. Океј, браво за Сполстра што нели цело време сака да иновира и реално го вади максимумот. Нели игра исто со Пол Џорџ и со Каваи? Не. Сега ти кажам зашто. Он игра изолации, не игра free flowing. Голем дел од нападот на Клиперс се базира на pick and roll, а овие се ноторни по тоа што не играат уопште pick and roll. Значи, има утакмици кај што играат 2 pick and roll по утакмица, што е сулудо. А што прават офбол блокови? Дейвион Мичел ја зима и се залетоа со сета сила иде на кош. И од таму што се дешава ја вади на друг, играчите прават кац. Тоа е озбилно, тоа е нападот. Penetrate and kick. Хакес е интересен. Има интересни, ете го и овој и Норман Пауел што ми е мене Келел Уер центарот е интересен. А Дебајо да не се повреди. Сега не игра веќе, така да не знам колку е интересен. Малце у ротација падна. Тој ми е играч кој што видов интересен твит. Е мешавина измеѓу на една утакмица го имаш Ентони Дејвис, на една утакмица Джавел Меги и на една утакмица некој просек у средина некој. И вика не знаеш мачка у вреке, а не знаеш што ќе добиеш. И стварно е така. И еве го сега падна од ротација. Имаше 2-3 дуела со Вемби и у пресизон и лани мислам кај што го надигруваше Вемби у неколку наврати. Да. Дали Флек е преценет или му треба време? Му треба време. Исто мислам и ја, за разлика од некој рукиња кај што комплетно екипата е солидна и може да си дозволи и да старта лошо и како и да е, никој нема да збори за него. Купер Флек сите го гледаат него и гледаат како он што ќе направи на секоја утакмица. Они се решат име екипата, гледаш и ој Стаклениов па се повреди Ентони Дејвис. Пак повреден. И би рекол не треба толку да се брза, Харден имаше лош старт, Коби имаше лош старт, Новицки имаше лош старт, ќе биде играч. Ќе биде играч. И ја тоа го мислам дека ќе биде играч. Нема да биде флоп. Да. Али Мав се на дното на западот и таму и ќе останат. Ај, кажи ми... Фала Нико Херисон. Ова ми беше интересно прашање. Како НБА стана лига без контакт и драж и зависна на тројки? Па,
Ти поише гледаш секојдневно, дали ти би требало да одговориш прашањето? Ќе го одговорам, прво ти дав на тебе да ти дам простор. Ја пошто се занимавам со хайлајци за пратење на оваквото и можда ми е мене Што викаш не поише толку... куцање има сега на хайлајтите што се гледа. Мене не ми е толку изгубен дражот кога гледам хайлајти. Затоа што го гледаш најдоброто. Можда ако пошто зборе и Лейкерс Спарс дека била многу грда утакмица на почеток, као 30% двете екипи шутирале за 3, шутнале многу тројки, ама ја не го видов тоа. И кога ќе ги видиш само Лука пасот пози глава и сите негови индивидуални хайлајти, а не лоулајти, и кога ќе видиш завршницата, кога ќе видиш дека е луда, онда тебе не ти е дражот паднат, хајпот ти е тука и многу била јака утакмицата. Да. Ама ти си ја гледал цела и можеш подобро да Види, кажеш. за дражот ја не ќе да зборам. Можда нема... Пошто на мене дражот никад не ми... Нема тебе да ти се изгуби дражот. И мислам дека ова прашање конкретно за дражот е малку филозофско. Да. Зошто? Затоа што во 90-тите немаш никој други дистракции, занимации, се знае. Ако има НБА, има НБА и се памти тој голем некој си... Мислам, јак перформанс или луда утакмица. Сега некако све толку ствари имаш, знаеш, и не памтиш нешто лудо што се десило. Ама и сега на дневна база се дешаваат ствари за кои порано се зборело со месеци. Да. Значи сега 40 паѓаат како од шала, значи како крушки паѓаат 40, секој втори Арон играч. Гордон ти дава 50. Да, секој втори играч може да даде 40. Кога дал Стив Кер 50? Никад. Да. Кога дал Девин Џорџ од Лейкерс? 20 не дал човекот. Значи сега даваат епизодни играчи по 50, по 40. И ја би рекол... Атлетицизмот е повисоко ниво, значи. Па, ја ова го зборам често и некад ќе гостувам негде во подкаст, па ќе ме прашаат да направам паралела. А често гостувам. Јас стално кажувам, ептен секој ден веќе, стално кажувам дека нивото на шотмейкинг, значи прецизноста качено и способноста на играчи да извадат, па и тежок шут да и да го погодат, е никогаш не била на повисоко ниво. Значи еволутивно оди. И моментално е на врвот, за 5 години вајда пак ќе биде на врвот. Да. И сега, кога имаш играчи што може да погодат оддалеку со висок процент, си викаш па боле за тој шут да земеме, да имаме 3 поена за шутот, него да имаме 2 поена за шутот. Апсолутно. Тоа критикуваше прашањето тука. Математика. Зашто има толку, да, се базира на тројки. Кога шутираат сите по 40%, зашто да не шутираме тројки, дружи? Да. Зашто најлош шут што може да се земе е еден чекор у тројка. Да. И као порано имаше Коби многу убави шутеви, и Мегреди многу убави шутеви, и Пирс, и сите, и Ајверсон, да. И Ентони. Ама зашто би го шутнал тој шут? Да. Кога еден чекор поназад вреди повеќе. Математиката ја диктира сега играта и да, на некој може да не му се свиѓа тоа и може да е станата по еднолична да, кошарката, тоа гледаме, одбрана, трчање и тројки. Да. На тоа се базира. Се базира на тоа и ја барав, викам чисто да видам како е, од поле шутот. Од 96-7 сезона па до сега. Кај што се држи статистика, да, од кај што keep track. Да. Тотал најдов 5-6 екипи, не ги броев, ама 5 до 6 беа екипи у овие 30 години што се вика, скоро 30 години, што имаат 50% од поле шут. Значи, а порано знаеме дека... Цела екипа за сезона збориш? Цела екипа за сезона. Тоа е 5 екипи. коска. И тие се? И не е ни битно кој се, муабетот е тешко е да имаш 50% од поле. Тешко е. А сега е релативно лесно да имаш лик аверидж екипа. Сега во НБА има 36,5% од тројка. 36. Ако земеш ти да фрлаш тројки, да речеме сега, од 100 напади и да погодиш 36 тројки и пол тројки, што ќе биде просечна екипа. Значи, да. Онака екипа си. Не си ни шутер некој. 36 пута 3, веќе имаш 108 поена. А у принцип зимаат по 100 шута, зимаат. Да. А ако го базираш врз двојки,
спейсингот ќе биде згручен, Да. нема да имаш некој висок процент, а и да имаш 50% од поле и да Помалце имаш поени ќе имаш. помалце поени ќе имаш. Ако шутнеш 100 двојки, погодиш 50, 100 поена се. А нема да погодиш 50, ти кажам, затоа што нема да има простор. Да. Сите ќе вие видите 97 тие Чикаго едно друго финалиња, сите се унатре. Да. Сите се у тројка. И тешко е да се даде кош у таква една ситуација и затоа е low scoring се. Затоа се low scoring утакмиците. Тоа е целата финта, кога тројката се шутира на високо ниво, како што е и сега, сите се распоредени на тројка, ти имаш простор за да имаш висок шут и за двојка. Да. Имаш простор да испенетрираш или имаш простор 1 на 1 да изиграш како што играш Шеј, па мид-рейнџот да го погоди. А ако не се пуца тројка или ако не пуцаш да има добро простор. тројка, спейсингот е згручен, помалце поени имаш. Тоа е целата филозофија. Како докторска дисертација ви објасни. За жал делува поеднолично, ама јас според мене не е грда кошарката, убава е кошарката, затоа што ти пак ќе кажам, слагам. сум гледал и Нью Йорк, Сан Антонио финалиња едно друго, викам дај да ги гледам од аналитички аспект, порано ги гледаш малси бил и од навијачки аспект гледаш од аналитички. Се дешава брат, не можеш шут да погодат. Нема врска ни со дека одбраната. ради тоа у глобала општото мислење е такво повеќе од носталгија, него што е од Тоа беше муабетот. Носталгија е секогаш се гледа кроз розеви ночари. Да. Се е убаво, се е розево. ти не си гледал тогаш аналитички, си гледал навијачки, си башка брат, реалноста е дека у детството повеќе си имал време и повеќе си прател. На овие години ретко кој прати на дневна база кошарка, НБА поготово, отколку на некој што му е работа тоа, као на нас. Да. Ти да не ти е работа, си прател и ќе пратиш, мене ми е работа, затоа пратам секојдневно, ама кога веќе не пратат, порано имале време прателе и го гледале навијачки и на нив им е така врежано тоа во главата дека најдобро беше, нема подобро. И сега не гледаш толку често и ќе видиш хајлајци, ќе видиш на Инстаграм овие шутнале 60 тројки, готово, немаше овие. Во мое време каде бе смееле да шутнат по 60 тројки. Да. Ќе ги ова направиле, тоа ќе го направи. Не сум сигурен зашто автоматски се гледа тоа како негативно, кој колку пати шутнал, не знам. Крај крајава екипа што не ти се свиѓа што шутира толку многу како Бостон лани да речеме, едноставно не ја гледа таа екипа. Има екипи што играат убава балансирана кошарка како Оклахома и затоа Оклахома што се вика освои. Затоа што имаат 3 нивоа на скоринг. Имаат и внатре, и од слободни, што па го критикуваат па исто и за тоа Шеј, тројка. Значи, они се well-rounded екипа од секаде. Така е. Се слагам. Едноставно гледај си го тоа што ти да. паше. Така е. Дали е Јокич топ 5 во историјата? Па не е топ 5 заради тоа што нели за вакви муабети кога се збори се гледа и титулите многу играат улога. Нема ни да биде и ја не се ни замарам, не ми е ни гајле, едноставно уживам. Во неговите Кажав дека перформанси. највеќе ги гледам така и искача некако Нью Йорк, нели го тргаме на страна, сите утакмици ги гледам, ама другиве Денвер некако се погаѓа да ги гледам, прекрасна кошарка. Стварно. Јас сум спремен Јокич да оставам на прво место на европски кошаркари на сите времења моментално испред Дирк Новицки. Кој што на листата ја и ти што направивме пред можда 2 сезони на најбољи европејци у NBA, го ставивме Новицки така едногласно така number 1, ама ја мислам at this point сега еве кревам рака и велам Јокич прв, Новицки втор. Па апсолутно и по тие најсувопарни, нели, MVP-а колку има, титули колку има, со титулите се еднакво, MVP-а го дроби. Да. Ама овој доминира со лигата многу долго време веќе. Доминира. Да. Се збори дека он и двете сезони што не освои MVP, дека требаше да освои. Дека најдобриот играч во лигата е Никола Јокич. Да.
Без разлика што Шеј зема една и што Ембид зема една контраверзно. Да. Значи Јокич 5 години зборат сите дека е он најдобриот играч во лигата. Така е. Едногласно Hands down. што се вика. Да. Никад не бил ни Дирк, а ни некој, бога ми, окей, Леброн, да. Леброн. Го држеше тоа. Да, Признање. да. Ама без разлика какви accolades, награди какви има и што има. И сега не знам, избегаваме и двајцата, не го ставаме на некое место. Искрено тоа со местата не се прави вака. Кафански муавет не е тоа, дечки. Јас за тоа многу го поштувам Бил Симонс. Не, добро. Бил Симонс Кога ќе заврши валја кариерата, тогаш ќе може да се каже дали влага овакво. Ама и тогаш не вака Кафански или не, ESPN. добро, апсолутно, да. Влагаат у студио, влагаат и сега ќе се караме, ќе се дереме, кого ќе надвика, разбираш? Да. Па ќе кажам, затоа го поштувам многу Бил Симонс, он е кошаркарски историчар. И има книга издадено, нешто се викаше кошаркарски пантеон или не знам што, за секого и историски тие 70 години иде наназад, влага во статистики ово она, а не се ја и ти од памет да збориме, абе Јокич не се чува. Мислам, не ти е тоа никаква метрика, Јокич не се чува. Дај кажи ми, кои му се статистиките, како придонел, што направил. Да, брейкдаун, Бил сезона Симонс, по дечки, сезона за кариерата на сите, да. За историски обратете се само таму и да има нешто пристрасно, ќе кажеш, окей, ова му е пристрасно, ама неговиот опус, неговиот body of work на Бил Симонс за историја е испод никого. Сега ќе, како што доминирал он со лигата, пример, можеме истото да го кажеме и за Тим Данкан, што бил, например, многу тивок убиец и по титули, ако земеш да гледаш, и просеците, моментално не можеш да оставиш пред него, например. Да. 5 титули, MVP и се така натака. Така да на Јокич валјда му треба уште некоја титула, му треба уште некој тимски успех. Он каска само у титулите, иначе да, за да друго... можеш да го ставиш when it's all said and done, да оставиш у топ 10, да влезе. Точно. Уште некој прашање? Па мислам дека ги поминавме сите, барем сите што така. За Лука Лейкерс титули има, не знам. Паралели направивме. Лейкерс без Леброн си газат и ќе продолжат. Тие се. Пријатни изненадувања ги кажавме. Со Вемби, јас сакав да спомнам само и Стефон Кесел, како што ги спомнавме и овие AJ Мичел и Рајан Ролинс, и за Сан Антонио Стефон Кесел има добар напредок од лани, беше Rookie of the Year, сега има уште поголем напредок и статистички, дека не е само Вембањама екипата, а рачунај Диарон Фокс не им е вратен у лајнап. Тек ќе бидат опасни. Така да, ја мислам дека плейофов им е доста реален сезонава. И валјда е тоа. Што и втора страна имаше? Да бе, ја направив скриншот. Дека си направил скриншот, ти е втора страна. Окей, добро. Тие се прашањата, може полека, но сигурно да се одјавуваме. И еве, имавме време, синоќа имаше една утакмица само и се јавивме. Се надеваме вака дека ќе имаме. Адам Силвер да го проречи распоредот, да можеме и почесто да се јавуваме. од клуб. Добро, се гледаме, дечки. Ајде. Peace out. Чао.